Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, во време на криза, превзема навремени и ефикасни мерки за помош на граѓаните и стопанството. Пакетот од 26 антикризни мерки, вреден 400 милиони евра, веќе дава резултати. Цената на горивата постојано се намалува, а со укинувањето на ДДВ за основните производи, ги штитиме семејните буџети од нови ценовни шокови. Но кризата како да не важи за градоначалниците од ВМРО ДПМН. Речи си да нема ден во кој не се појавува нов доказ за расипничко трошење на градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН. Вчера објавивме дека само 4 градоначалници од ВМРО ДПМН ќе потрошат 1 милион евра за партиски вработување. Градоначалниците на град Скопје, Газибаба, Кисела вода и Ѓорче Петров годинава ќе потрошат скоро 1 милион евра за вдомување на партиски кадри на ВМРО ДПМН. И партизацијата на општините не завршува тука. Градоначалникот на општина Илинден, Александар Ѓоргиевски од ВМРО ДПМН, оваа година ќе потроши скоро 4 милиони денари или скоро 70.000 евра за вработување на партиски послушници. За подсетување, градоначалниците на ВМРО ДПМН се најгласни дека општините немаат пари да платат струја и парно, а истите со народни пари вдомуваат нивни партиски војници. За сето ова време, Христијан Мицковски, кој во јавноста глуми загриженост за економскиот стандард, за ова расипништво молчи и не ги повикува градоначалниците да престанат со трошење на парите и да ги пренаменат за потребите на граѓаните. Почитувани, очигледно е дека ништо не е променето во ВМРО ДПМН. Тоа е нереформирана партија, која неодговорно се однесува со парите на граѓаните. Ви благодарам, повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.